Почитувани граѓани, неслучајно се вели дека локалните власти и општинската самоуправа се првата, основна и појдовна точка за сите прашања што ги засегаат граѓаните во местото каде што живеат. Но за СДСМ локалната власт е само уште еден извор на криминал. На 14 јули 2020 година во медиумите имавме вакви вести. Полицијата трага по градоначалникот на општина Василево Маријан Јанев и градоначалникот на Дојран Анго Ангов поради давање на предизборен подкуп во Василево и во општините кои гравитираат околу Струмица. Јавен обвинител веќе определил мерка притвор за двајцата. Точно година дена подоцна, на 13 јули 2021 година во медиумите имаме вест дека СДСМ ги објави првите 30 кандидати за градоначалници на престојните локални избори. Меѓу нив се и имињата на градоначалниците на Василево и Дојран. Ништо поразлично не е и во останатите општини. Истите имиња без нова понуда. Истите кадри, оние кои со предизборен подкуп ја украдоа победата, тие луѓе се незаменливиот кадар на СДСМ. СДСМ не размислува за индивидуата која најдобро ќе ги представува општините. Старите кадри се доказ дека фокусот не се граѓаните, фокусот е во криминалот, подкупот, неработењето и зачувувањето на власта по секоја цена. На гласачите им треба нов начин на размислување што ја представува нашата подготвеност да се најде заеднички јазик. Општините нема да бидат затворен бирократски инструмент само за политичка пропаганда. За ВМРО ДПМН општините ќе бидат отворен сервисен центар за потребите на сите граѓани во таа општина. Отворени и ефикасни општини и такви градоначалници што имаат слух за потребите на граѓаните и се потребни на Македонија. Ви благодарам.